студиото со вас, Валентин Николовски. Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерен преглед на најважните вести и теми на денот. Анита Тополова Исајловска е избрана за в.д. државен јавен обвинител. Начело на републичкото обвинителство доаѓа по предлог на членот на Советот на јавни обвинители Кети Петкова, а беше избрана едногласно. На функцијата може да остане најдолго 6 месеци. Од Советот велат дека изборот на в.д. обвинителката е законска обврска. Од еден принцип да го предложам за вршител на должноста заменикот на републичкиот јавен обвинител, кој што овие години додека му траеше мандатот, ја обавуваше функцијата заменик. Тоа е јавниот обвинител во републичкото јавно обвинителство Анита Тополова Исајловска. Веднаш случај колегата си даде оставка, каде собранието го констатираше оставката на колегата. Ние сме согласно закон обврзани да има континуитет на работата на републичкото јавно обвинителство, да избираме вршител на должност. Американската амбасадорка Анџела Агелер заминува од Македонија. Американскиот председател Доналд Трамп донел одлука за повлекување на околу 30 кариерни амбасадори и други високи позиции во странство. Информацијата ја потврдија и од амбасадата во Скопје. Длабоко сме и благодарни на амбасадорката Агелер за незината служба во Северна Македонија во изминатите 3 години и посветени сме на обезбедување непречена и ефективна транзиција што ќе им даде приоритет на мисијата на САД и нашите дипломатски односи, се вели во соопштението од амбасадата. Од амбасадата велат дека ќе продолжат со работа нормално во текот на овој процес на смена на амбасадор. Во последното гостување на Агелер во тема на денот во дневникот на Сител, таа порача дека граѓаните бараат резултати од надлежните институции, а не меѓусебни критики кој каква реформа спровел. It's very easy for one side or the other to say it's the blame of the judges, it's the blame of prosecutors, it's the blame of whatever ministry. And the fact is, it is the responsibility of the government to take a hard look at what's happening and make changes where they have to happen. Because the citizens of this country have demanded that through their vote. They did it first in the parliamentary and presidential elections over a year and a half ago, and I believe they did it again with the municipal elections. And they want to see results. Кога коалицијата вреди, ќе стане партија и кој ќе биде лидер? Има ли само преговори за реконструкција или и на владата, или пак и на само пополнување на испразнетите ресори? Колку е реална уцената на ДУИ дека нема да влезе во влада без воведување Бадентер? Кога ќе биде изборот на нови министри? Прво во живо прашувам Ивана Соколовиќ, најдова. Така е, Тино, вечерва успеавме да добиеме прашања на одговори на сите овие прашања. За веќе во четврток е закажана пленарната седница на која што прва и втора точка се прво разрешувањето на министерот за европски прашања Муртезанија, потоа и именување на празните места во владата. Тоа значи пратениците ги добиле материјалите со кои што ќе се гласа за избор на Мухамед Коџа како министер за животна средина и просторно планирање, потоа и на Беким Сали како наследник на Муртезани. Тоа веќе е објавено на собранискиот сајт, меѓутоа за сега ова се единствените смени кои што ќе се случуваат во владата. Нема нови преговори околу евентуална реконструкција. Тоа вечерва за Сител го потврди и Изет Меджиди како дел од коалициониот партнер во владата вреди. Но се уште нема најави барем од таму да се формира партијата која што ја најавува изминатите месеци, додека од ДУИ испорачуваат ултиматум или услови за евентуално навлегување во идна влада, односно Бадентер го ставаат пред се како услов со кој што би можеле да коалицираат во некој нов или иден владин кабинет. Од друга страна пак за дел од експертската јавност, ова е уште еден опит на ДУИ преку ваков наратив да се промовира или да влезе во политичката сцена преку испорачување на големо политичко барање. Сите овие одговори ги гледаме во прилогот.
Собранието во четврток ќе гласа за изборот на новите министри кои треба да ги заземат позициите по заминувањето на Изет Меджити. На собранискиот сајт веќе е закажана седницата на која треба да се гласа за изборот на Муамед Хоџа за министер за животна средина и просторно планирање. Пратениците треба да гласаат и по разрешување на Орхан Муртезани од министерската позиција во европски прашања, а да биде избран Беким Сали за негов наследник. Со ова се отвора просторот и за назначување на Сали за вице-премиер. Муртезани за Сител потврди дека ќе биде разрешен од позицијата, но не сакаше да ги потврди информациите дека тој продолжува во амбасадорска мисија во Брисел. Освен пополнувањето на празните места, нема разговори меѓу владините партнери за реконструкција на влада, вели Изет Меджити за Сител. Дали постојат разговори со премиерот Мицкоски околу реконструкција на владата? Не, за сега, значи се работи само за пополнување на местата. Министр има нов вице-премиер, прв вице-премиер, тоа ќе биде Беким Сали наш предлог и воедно ќе биде министер за евроинтеграција, додека Муамед Хоџа министер за животна средина. Во вреди статус кво и формирањето на една партија која месеци наназад се најавува. Процесот бил во тек, но не откриваат кој би застанал на лидерската позиција, ако веќе неофицијално се споменуваат Меджити и Касами како најсериозни кандидати. Додека Вреди тактизира со формирање на партија, Дуи испорачува ултиматуми, Бадентеровото мнозинство единствениот услов на интегративците за влез во идна влада. Одлуката усвоена на партискиот конгрес денеска беше потврдена на брифинг на Ахмети и дел од новото раководство. Според него ова било мала уставна измена со големо решение, кое ја зајакнува духот на рамковниот договор и спречува поделба на државата. За експертската јавност ова е нов обид за ребрендирање на Дуи преку испорачување на големи политички барања. Имаше еден обид за зелена трансформација, ако се сеќавате. Сега е ова втор обид да се ребрендираат, особено после релативно лошите резултати на локалните избори. Секогаш кога Дуи тоа го правила, дел од нивната политичка платформа било многу големо политичко барање. Некогаш од Крискиот рамковен договор, па потоа Албанец премиер, ако се сеќавате на кампањата ПСЕО, па сега нов национален договор за тоа како може да се живее заедно или не. Тоа е дел од нивниот политички наратив и обид да се задржат актуелни на политичката сцена. Според најавите на владата за евентуална смена на министри ќе се разговара напролет. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија. А откако се раздвоја на европскиот пат, сега Албанија ја поддржува европската интеграција на Македонија. Албанската министерка за Европа, која е во посета на земјава, вели двете држави делат иста иднина, а Македонија со зајакнати европски институции ќе значи сигурно за целиот регион. Според Спиропали, Албанија, која за само 13 месеци успеа да отвори 34 поглавја, докажа дека е на вистинскиот пат. Сепак Албанија во моментов нема конкретни бројки дали ваквиот успех на европскиот пат ги зголемува барањата за државјанство од албанците од Македонија. Министерот Муцунски пак вели дека Македонија е подготвена уште утре да седне на разговори со Бугарија за да ги надмине непринципиелните блокади на европскиот пат. Повтори дека без некаква форма на институционални гаранции, дека македонската историја и идентитет нема да бидат предмет на преговори, власта нема да ги внесе бугарите во уставот. Процес него гледаме како надпревар помеѓу земјите кандидатки, туку како пат кој што го одиме заеднички, дестинација која е неизбежна и природна припадност на нашите народи. Албанија го поддржува интегрирањето на Македонија во Европската унија, затоа што делиме заедничка иднина и затоа што овде живе еден државотворен народ кој што постигна 33% според последниот попис. Од наша страна има подготвеност уште утре да седнеме и да разговараме и да дискутираме како ќе ја одблокираме оваа непринципиелна блокада која што и се прави на нашата држава. Не планираме да создадеме ќорсакак како што создадоа нашите претходници. Комплексноста во целата ситуација е внатрешно политичката состојба во Бугарија. И затоа сме максимално внимателни и во сето тоа што ќе го кажеме јавно. Нема да има интервентно зголемување на минималната плата. Се самообвинува дека никој не сака да ги слушне аргументите на синдикатот. Владата порачува ако работниците и работодавачите се договорат, тие немаат проблем за интервентно зголемување на минималецот.
Се договоривме дека ќе се договараме. Нема интервентно зголемување на минималната плата. На последниот состанок на Економско-социјалниот совет за годинава, Сојузот на синдикати незадоволен што точката за зголемување на минимална плата воопшто не беше во планот на владата. Поканата која ја добивме не беше во предвид да се дискутира за унапредување на животниот и работничкиот стандард на работниците, ниту на граѓаните. И бевме изненадени од таквата покана, веројатно некој сакаше да си честитаме нова година денес. Сепак, на барањето на ССМ точката за минимална плата беше ставена на дневен ред, но без успех. Трендафилов вели, никој не сака да ги слушне аргументите на синдикатот. Ги побивме сите досегашни тези на работодавачите, како и на представниците на владата, меѓутоа тие аргументи за нив не беа доволни. Анкетата која спроведе ССМ од 1600 испитаници исто така не беше репрезентативен примерок. Тоа што Македонија има најниска минимална и најниска просечна плата, односно ако има дно, многу пати кажуваме сме под дното и тоа не е доволно. Ставот на владата е јасен. Ако работниците и работодавачите се договорат, тие немаат проблем за интервентно зголемување на минималната плата. Ние како влада никогаш не сме биле против зголемувањето на минималната плата. Според сите параметри што ги гледаме, економските параметри, не покажува дека треба да интервенираме директно, пошто ќе се соочиме со зголемување на инфлацијата, ќе се соочат малите и средните предпријатија со економски, финансиски проблеми, каде што ќе бидат наведени да ги напуштат од работните места вработените, кои што не е интерес ниту во вработените, ниту во целата држава. Профитабилноста на македонските бизниси е меѓу 2 и 5%, вели председателот на Бизнис конфедерацијата на Македонија. Поради тоа, во овој момент, енормно зголемување на минималната плата не би било добро за државата. Сепак, оттаму дале предлог преку законски измени да се интервенира во одредени сектори. Еден од предлозите на Бизнис конфедерација на Македонија во рамки на законот за работни односи да се прошири колективното договарање со што ќе се вклучи и минималната плата, особено во одредени сектори. Нашиот предлог е дека со договарањето на минимална плата во одредени сектори може да се намалат и злоупотребите. Министерот Дурмиши вели дека Министерството за економија се уште ја нема изготвено минималната кошница. Прашан дали државата планира новогодишна или божикна кошница, како што имаше во минатото, Дурмиши рече дека за сите прашања надвор од темата ќе одговорил во среда на брифинг со новинарите. Даниел Василев, Сител телевизија. Кој е ставот на Конфедерацијата на слободни синдикати откако на денешната седница на Економско-социјалниот совет не беше постигнат договор за интервентно зголемување на минималната плата и колку таа треба да изнесува беа дел од прашањата за председателот на овој синдикат Владо Ралповски. Првиот дел е за тоа што не се почитуваат законите во претходните 7-8 години и се подигаше популистички минималната плата. Таа минимална плата се подигна до 70-80%, но платите во јавниот сектор пред се, кај што е државата најголем работодавач, останаа исти. Работниците останаа покуси за негдека околу 70 до 75%. Ако се почитуваше законот за минимална плата и членот 8, денеска немаше да разговараме за 500 или 600 евра минимална плата, туку ќе разговаравме за многу поголема плата, затоа што работодавачот е јавниот, владата е најголем работодавач во јавниот сектор. Вториот дел го гледаме во тоа што работодавачите кажуваат искрено и јавно дека не можат да издржат да ја подигнат платата во сите сектори. И за тоа оставаат простор во одредени сектори кои што и за нив се високо платени дејности, да може да се договараме низ грански колективни договори да се подигне платата. И тоа ќе биде инпут за подигање и на минималната плата и на просечната плата. Владата најави инвестиција од речиси 100 милиони евра во енергетскиот сектор со изградба на фотоволтаична централа Битола 3 и ревитализација на 2 хидроелектрани. Проектот ќе се финансира преку кредити од Германската развојна банка КФВ и Европската банка за обнова и развој, а средствата ќе ги повлече СМА. Без енергетска независност и стабилност не можеме да ја развиваме економијата на начин на кој што ние имаме амбиција да ја развиваме. Тоа значи дека еден од главните приоритети на оваа влада е како држава да бидеме енергетски стабилни и тоа го сметаме како безбедносно прашање. Очекувам дека и во иднина ќе испорачаме резултати кои што ќе не водат како држава
кон енергетска независност и од држава увозник да бидеме држава која што ќе биде извозник на електрична енергија.